Благодарам, почитувана подпредседателка. Јас навистина не можам да го разберам овој безсмислен однос на координаторот и заменик координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, кога не се јавуваат за дискусија и сега 10 реплики си подготвиле, дури си најавуваат дека тоа ќе го кажам во следната реплика, Фројдовски не можејќи да го скријат фактот дека има подготвено 10 реплики за кои што треба да се дефокусира добрата намера на овај закон. Кога сака некој човек да изрази став или да го изрази мислењето, се јавува за дискусија и тогаш во тие 10 минути може да го каже. Вака, безсмислено во 10 реплики по 30 минути ќе се обиде да најмногу посвети внимание на навивачите како тие да се најголемото зло во државата. До сега овај закон е добар закон, што го предлагаме, и овај закон е, замислете, и барање од Сојузот на стопански комори. На средбата на 15 ноември 2011 година, што владиниот представник во комората, господинот Калеников, може не е владин, али ко да е владин представник во комората, побара да две работи од средбата со министерот Ставревски. А тоа е да се зголем и со министерот Серачини, да се зголемат средствата за малите и средните предпријатија во буџетот и второ да се намалат глобите и казните. Тоа значи, бидејќи пред некој ден дали ова барање од стопанските комори, еве го од представникот на ВМРО ДПМН во Сојузот на стопански комори, господинот Калиников, еве тоа е барање. И тоа е природно барање. Затоа што вие казните, да не се правиме наивни, и глобите ги користите за пресметка со фирмите во Република Македонија. Денеска, ако некој заработува повеќе од 1000 евра месечно, веднаш тоа станува примамливо за фамилијата, му се праќа инспекција и тој треба да биде затворен. Јас ќе дадам други примери. Го кажувам примерот за пилјарата во моето мало. Фамилиарен бизнис со кој што го хранат детето или го стипендираат детето кој се школува со одличен просек, не исто така еден одличен факултет во Скопје. 2500 евра за противпожарен апарат. 2500 евра за противпожарен апарат. Го затворија дуќанот. За друг пример ќе ви кажам, казнуваат една спортска обложувалница во Кавадарци за еден непријавен работник 20.000 евра. Човекот што од Кавадарци се јавува во газдата во Скопје и вика, газда, вика, шефе, вика, поваа куќата до нас се продава, вика, за 20.000 евра. Тоа е реалноста во Република Македонија. Кога бевне за изборите во Битола, и не само за изборите, кога прошетавне во Чаршијата, пола дуќани затворени. Зашто? Затоа што, вика, не казнуваат со по 5.000 евра за било што. За еден вестник, ако не дадете фискална сметка, 5.000 евра. Па толку не вреди дуќанот, трафиката толку не вреди во кој што се продава. Значи, не може компанија што прави милиарда евра и дуќанче едно што храни една фамилија да плаќаат исто. Тоа нема логика. Тоа нема логика. Нема логика во 2006 година да биле доволни само 4 милиони евра од глоби, такси, административни такси, а денес во 2012 година државата да зима 40 милиони евра. 2,5 милиарди денари од глоби, судски, административни такси или 4 милиони евра повеќе од лани планира владата да собере од граѓаните и од фирмите во Република Македонија. Владата со глобите ги затвара бизнисите. И затоа е нашето барање генерално да се спротивставиме на оваа погубна политика каде што казните не се за дисциплинирање, туку за затварање на бизниси служат. А на ВМРО ДПМН некој му помириса дека е близок до опозицијата, или како што сега во детонатор тие што му мириса на ВМРО Народна, за да тргне, па детонаторот им се врати како бумеранг, тогаш тој не да се дисциплинира, тој треба да му се сотре бизнисот.
Тој не треба да помисли да работи. Тој не треба да ги храни своите деца. Не треба да ја храни својата фамилија. Само гордиот послушник од Кочани треба да има Ауди 6, Мерцедес 1, Мерцедес друг, Пежо. Другите треба да загинат. Не смеат да дишат. Денеска во Скопје, ако добро ти работи такси компанијата, ти ја зимаа фамилијата. Ако ти работи градежната фирма, ти ја зима фамилијата. Ако ти работи семкарата, ти ја зима ти семкарата. Денес никој друг освен фамилијата не треба да има бизнис во Република Македонија. А како се затварат бизнисите? Ке ти си стовари цел автобус инспектори. И нормално, една трафика што продава 300 евра од два, ако ги извади месечно, ќе биде казнета со 5000 евра, па ќе затворат, што ќе прават? И не е точно дека овие прекршоци се измислени и против пожарниот апарат со кој што затворивте пола фирми во Македонија и за работниците, казните што ги имавте, се воведени од ваше време. Еве, колешке Бонева, и така сте во Скопје, да се најдиме во Недалов дека во собрание. Па да видиме дали работат случајно работниците или не. Што ни казни некој нив. На минус 20 степени работеа, ги видовме сите, така, ни се мотаат околу. Јадните луѓе ги терате да работат и на минус 20 степени во недела. Ние што го злоупотребуваме, еве, паркингот, па доаѓаме да се паркираме во сабота и недела, гледаме дека се работи. Ама тоа не смеат да бидат казнети, затоа што се во функција на природбата. Цела Македонија гледа дека објектот, ако припаѓа на Скопје 2014, нема ни сабота ни недела. Ама некој ако сака да си ја прехрани фамилијата и детето да го прати во школа, а не случајно гласа за ВМРО ДПМН, па тогаш ќе му се истурат 100 казни и него ќе му се затвори бизнисот. И затоа ние овај закон што го предлагаме е добар за граѓаните на Република Македонија. Тој нема да ги научи подобро да возат, нема да ги научи подобро да паркираат, ама нема да затвара бизниси во Република Македонија од кои што се прехрануваат многу семејства. Оти гледате што се случува. На Дуи му текнува ќе тера бизнис отпадот во Македонија. И затвара 2500 фирми што откупуваат од старо железо. 60 милиони евра штета. Јас им честитам на луѓето што се одважуваат секој ден се повеќе. Излегува господинот што преранува фамилија, бидејќи дома му чекаат фамилијата да им донесе леб да јадат. Вика, колку рекет да платам на оваа влада? Колку лиценца нова, трета да воведите, само да ви платам за да можам да си работам, бидејќи тој има семејство дома. Па не е вајда само фамилијата на Груевски што треба да живее овде во Република Македонија. Па вајда има и други граѓани во Република Македонија што живеат од собствен бизнис кој што не мора со диктати, со инспекции на глава да им седат секој ден за да можат да и прехранат фамилиите. И колку тие ќе го штетат буџетот. Владата се расфрлува, никој не знае, со спектакуларните посети на премиерот секаде во светот, никој не знае колку тоа чини, а тука тоа треба да го платят граѓаните на Република Македонија и компаниите во Република Македонија. И затоа во Македонија има се повеќе затворени фирми, затоа се повеќе фирми не исплаќаат или не можат да исплатат плата, затоа се повеќе отидете, еве често сте таму колешки од ВМРО ДПМН во трговски центар, видете колку дуќани се затворени. Видете, еве прошетајте низ град и видите колку дуќани се затворени. Важно фасадата се прави околу плоштадот Скопје 2014. Бидејќи некој не му се допаѓа. Јас реков, и мене не ми се допаѓаат многу фаци во ВМРО ДПМН, па не мислам пластична операција да им правам. Са не му се допаѓало на Груевски како личи градот, па ќе ни го менува. Па не може тоа така. А кој ќе оплати тоа? Сите граѓани. Сите граѓани. Ќе гради Фиат комплекс во кој што ќе намали цената на квадратот во Скопје, него треба да му се уништи, да се дигне со ваздух. Како таа казна? Таа не можеме да ја преполовиме со пола динамит. Тоа е се политички одлуки. Глобите во Република Македонија служат за политичка пресветка со неистомислениците. И затоа овај закон е добар за сите во Република Македонија.
Од овај закон нема никој зијан да има, бидејќи владата ќе научи домаќински да работи и да си ги наоѓа парите на друго место, а не од граѓаните да ги влече. Благодарам. За реплика е пријавен господинот Китановски. Илија, повелете. Благодарам, госпоѓо потпредседател.